Денеска почна судскиот процес за еден од најгломазните, најобимните судски процеси историски во земјава. Воедно тоа е и високопрофилен случај и предмет. Се работи за судењето во Кочанската, за пожарот во Кочанската дискотека, импровизирана дискотека Пулс. За стартот на судскиот процес денеска во Ведни зборови има обвинителите. За стартот и за она што може да се очекува, вечерва во студиото разговор со Гордан Калајџиев, универзитетски професор. Професоре, добро вечер. Добро вечер. Денеска бев и на дневникот и малку тешко ми оди најавата, бидејќи премногу вести, премногу информации прочита во текот на денот. Една од моите најави беше судница полна со емоции. Денеска практично беше прво соочување во исто место, на исто време беа и родителите на децата кои загинаа и оние кои се веќе обвинети или опфатени со обвиненија. Судењето почна во новата сала во затворот во Идризово. Видовме дека беше претесна и за адвокати, и за обвинети, и за родители, па дури и медиуми. Прочитав информација и дека дури имало и представници на меѓународната заедница на ова прво рочиште. Така една оценка за стартот, за првиот ден на судењето. Мојата лична проценка е дека не само од правен аспект, гледате дека целата ова приказна околу Кочан и трагедијата и начинот на кој што општеството реагира на неа, заслужува и некоја поширока општествена и не само политичка анализа. Зборува доста за степенот на развој на кој што сме правен политички и културен. Дури за непознавање, мислам, се преценува очигледно улогата на казнената одговорност на судските процеси. Луѓето очекуваат од нив правда и мислам дека се подценуваат другите форми на одговорност пред се политичката одговорност. И мислам дека токму во оваа меѓуигра лежат и основите за оние компликации во смисла на голем број обвинети, што ќе го оптерети процесот и неговото завршување. Токму од почеток, тој очигледен обид, не треба да сте ни некој аналитичен и познавач да видите дека извршната власт избегна политичката одговорност, инсистирајќи за колку е можда поголема и поширока кривична одговорност. Као заради незината сериозност бла-бла, уствари да се трне од себе. Да, професоре, знаете, околу политичката одговорност сакам посебно прашање да имаме, бидејќи денеска има информација околу најавените анкетни комисии во собранието, и таа вонредна и таа редовна, да се задржиме малку околу, дали може да ги прокоментираме првичните изјави на судиката која што го води процесот, на обвинителите, пакет на 15, тим на 15 обвинители денеска се појавија во судница за овој случај. Една од речениците во Ведните зборови беа дека Пулс бил темпирана бомба со години, тоа го знаеле институциите, и второто е дека пожарот можел да се спречи, односно трагедијата, уште на самиот старт. Сега ова е нарација, делот во Ведни зборови на обвинителите, но пред нив предстои период во кој што ќе треба, нели, да го докажат това. Не треба да објаснуваме дека вакви слични ризици од несреќи не демнат на секој чекор, во секоја институција, на секој автопат. Ноќе кога се движите низ Скопје, се движите низ темничишта. Вакви темни и небезбедни автопатишта ние нема на друга држава во светот. Тоа што значи дека сега ако јас со колата паднам на Охрид, таму во провалија, ако едно метро ако ме занесе колата, ќе паднам и ќе се тумбам.
Дали тоа значи дека сега треба да одговорат 4 министри и пола влада наназад? Кривично. И јасно беше дека бројот на обвинети е прешироко поставен. Постоеше консензус во правната мисла дека концептот на верижна или далеку сеќна, не знам, одговорност во овој случај, сите да одговараат за конкретната последица, е правно неиздржан, што не значи дека пред нашиот суд не може за тоа да ве осудат. Еве, ние очекувавме кога би била нормална држава, тоа обвинение да не може уопште да излезе на судење. Меѓутоа, нашите судови имаат таква практика, институтот контрола на обвинение, кој е многу важен да се спречи неосновано изложување на луѓе на непријатности и трошоци збрзани со судењата, да ги спречи, не го користат, одејќи по линија, како вика Црвените бригол, моја прижена другова. И тоа е традиционално сериозен проблем во државата. Во последно време целата оваа приказна добива и нови димензии со сиот овој притисок што владата го правеше врз судовите. Денес во Македонија е многу тешко да очекувате ослободителна пресуда, бидејќи таа веднаш се врзува неспособноста, не знам, прво на полицијата и обвинителството да го подготви случајот, од кој што во суштина зависи колку ќе биде успешен, туку се префрана на судот, и судот во општеството се уште се прецепира како некој апсолутен и објективен делач на правдата. Судиите сами воопшто не поставуваат тези, ниту се ја откриваат вистината, објективна вистина што народот бива препознал, што навистина се случило, туку се грижат доказите што ги предложило обвинителството и таа теза што ја поднело, дали ќе ја докажат навистина на суд. Во овој контекст, професоре, еве прецизна да сум со сиот ризик да го поставам прашањето, самите рековте 35 физички лица се обвинети денеска и со Рубикон е споен предметот, 35 физички и 3 правни. Тоа се вкупно 38 обвинети во овој случај. Мислите ли дека со овој старт обвинителството, 15 обвинители кажавме, веќе имаат обезбедено докази, веќе ќе можат врз база на докази да ја докажат вината на овие што сега се обвинети, а меѓу нив зборуваме овој високопрофилен случај. Функционери од политички партии, директори, инспектори и така натаму. Убеден сум прво дека вината за оваа последица, по оваа правна квалификација, за добар дел од пропустите во минатото, сторени од небрежност и сонестурување, дека не може да се докаже. А спојувањето на случајот е, да речам, жртвувано заради, не знам, некои дневно-политички поени врзани со избори, со обстанок на власта и што ти знам. Исто со тоа ќе видиме. Судењето што ќе донеси, на крај ризикот не е по владата на крај, како што сега го искористи обвинителот да им го стокми ова обвинение кој што нив им одговара, или како што се обидува да им одговара, бидејќи таму имаше и попуштање. Знаете дека прво некоја да ги вклучат, не знам, градоначалниците, па некоја политичките овие службеници и успеа некој од актуелната власт. Полициските воопшто не се ни вклучени во овој дел од судскиот процес, за нив уште нема покренато обвинение, се чека. Тоа е друга посебна приказка. Не, да, сакам да речам во овој контекст, прашањето ми е дали ќе ја видиме... Многу е чудно како за нив, значи, во судскиот процес, според новиот закон, нема дополнување со нови докази, нови сознанија. Значи, обвинителството треба да е убедено по нивно која е фактичката состојба, дека имаат докази и за да го почнат судењето. А они за истиот настан вика дека уште се води истрага за други, тоа значи дека они уствари целосната слика ја немаат затворена. Значи има една контроверза. А полицијата е многу важна карика во оваа приказна за постапување и непостапување. Полицијата очигледно, со оглед на карактерот на несреќата, очигледно е дека
главната вина треба таму да се бара, исто како и главната политичка одговорност. Така што нормално е судските процеси на база на економичност, за да нема непотребни постапки, да се спојуваат кога се работи за еден настан. Меѓутоа, овдека имаме ние сега, на начинот овој случај специјален, бидејќи не се споени само, да речеме, од настанот конкретен пожар и слично, туку се опфатени низа пропусти врзани со административно работење на градоначалници, управни надзор, администрацијата и слично, Министерството за економија, кои што уствари немаат исти докази, бидејќи приказката на едно судење е со исти докази да се искористи за побрзо да се заврши. А они сега за тие блокови одговорноста на секој од градоначалниците, они како што викаат сите заедно. Прво не е можно градоначалниците заедно да сторат кривично дело, тие не се од иста партија, ни работела во исто време и веројатно никаде да се видат. Но сите тие ја наплаќале таа такса од тој клуб кој што формално бил како дискотека, а не формално. Сакам да кажам, како објект, сакам да кажам биле во документацијата, тек со таа фактичката документација состојба е за различни периоди, за поединци или групи, и затоа имаше и некои идеи. Например, професор Камовски тврдеше дека е добро по групи, вака како што се, не во две групи полицијата и други, него во помали групи, например, градоначалниците, овие врзани со конкретниот настан, пиротехниката, да се судат по такви групи, иако и тоа е на некој начин контроверзно, бидејќи ако се врзани со истиот исход, теоретски е можно во различни постапки да дојде до различни наоѓања. Она што денеска ги анализираме една по една изјавите, кажав, ова е, прокоментиравме делот на обвинителите. Родителите денеска повторно апелираат. Нивните изјави денеска беа следни: да нема политички притисоци и да сведочиме на професионално судење, така викаат, без манипулација и сите докази да бидат прикажани. Во оваа реченица сите докази сигурно има некоја позадина. Зборувам за родителите. Ова се апелите и очекувањата на родителите од судскиот процес. Точно, ама на ниво на реторика. Ги гледавте изјавите после судењето на мајките. Вика, браво за обвинителите, дека они ги сакаат, бараат тешки казни и тоа го поддржуваат родителите. Истите овие кои што не бараа политичка одговорност и си ги реизбраа, тоа таму било во Моровско гнездо, да не се лажеме. Си ги реизбраа, сите знаеле и таму немаше проблем, а сега на некој наназад ќе им вадиме душа, ќе бараме правда 30 години да одат во затвор. И тука почнаат со неразбирање. Значи, родителите, аз не сакам да ги критикувам, не е убаво. Апсолутно тие си имаат своја болка и све. Меѓутоа, да не, нивното влијание е многу проблематично. Видите, и сега, например, они викаат браво за обвинителите, а ги колнеа или ги напаѓа адвокатите. Како не име срам, имаат ли они деца, зошто ги бранат? Ме разбирате, они уопште не знаат. Они викаат сакаме да има фер судење бла-бла, ама уопште во суштина не го поддржуваат концептот, они би сакале да има брзо судење по можност ликвидација. Не, професоре, видете, загубија деца сите тие луѓе таму семејствата и сакаат да видат правдата. Ова денеска се случува точно после 8 месеци и некој ден од трагедијата. Родителите на секој нивен протест, кога се случува во сабота марш за ангелите, алудираат дека се сомневаат дека вистинските виновници седат на обвинителна група. Се сомневаат во селективноста на правдата. Зошто да ги прашат зошто не си овие обвинети? Но постојано го апелираат тоа, сакам тоа да го кажам. Дека не треба да сведочиме на селективна правда во случајов. Спомнав на почетокот, нашето општество не сваѓа прво дека со ова само за најсложените форми на одговорност и за некои пропусти не е ни логично, ни издржано, ни морално да се бара ваква казна, ме разбирате? Значи, последиците се многу тешки, меѓутоа не значи дека
сите на нас зашто имале било каков контакт, сега треба да идат 30 години во затвор. Така што Има удел притисокот од јавноста, вие го спомнавте политичкиот притисок од власта, тоа е ваше, нели ве парафразирам како изјава, врз обвинителството во однос на обвинението и начинот на кроење на обвинението и да се стокми тој документ, но јавноста, колку тој притисок од јавноста, сите ние, и јас како граѓанин, очекувам да ја видам правдата за оваа трагедија по секоја цена. Сакам да ги видам виновниците, јавноста сака да ги види тие виновници. Колку овој притисок, вие го спомнавте и на почетокот од јавноста, може да влијае врз сите носење на тие пресуди, реално оценување на виновниците врз основа на докази. Колку може тој притисок од јавноста да има влијание? Во принцип, секогаш големиот интерес на јавноста таму каде што има емоции врзани со жртвата и е проблем за фер судење. Бидејќи фер судење во суштина бара една мирна атмосфера. Ја не знам, нормално исто и не знам зошто денеска имаше потреба воопшто да стојат полицајците покрај обвинетите. Тоа не се луѓе, тоа се интелектуалци кои што заради определени пропусти се обвинети за тешко кривично дело, но не се луѓе што се насилни и дека ќе станат сега да тепаат судиката, ме разбирате. Непотребно се ствараат тој тип на притисок, исто како и притворите. Притворите воопшто не беа потребни и се покажа во нашите сложени случаи дека со оглед на тоа што законските рокови за максимално траење на притворот се ограничени, дека сите тие притвори во наводно поголемите предмети се определуваат со ни повеќе ни помалку, туку главно заради покажување на државата на сериозност. Демек сега ние многу работиме, не критикуваат, ама многу работиме. И за мене најголем проблем во случајот е токму тој притисокот што доаѓа врз судијата и обвинителите и од јавноста и од властите. Сега ве слушам вака, професоре, и тие вечни прашања овде што ги поставуваме, ако не требало притвори, а сите се надвор од притвори, се во домашен притвор. Не се сите. Скоро сите се во домашен притвор. Кој требаше да заврши во притвор? Никој не требаше за овој случај да понесе некаква одговорност и да заврши во притвор. Ниту собствениците на тој објект, ниту надлежните кои требале да вршат контрола, да не навлегувам во детали на самиот настан. Вака по вашево кажување, едно е сигурно дека треба. собственикот на објектот е веројатно број 1 одговорен за целата приказна и можеби за него е тоа оправдано и он нема шанси да се спаси и тука има и опасност од бегство и слично. Градоначалник што знаел на негова територија што се случува во објект на диво. Министер кој што не знам само издал градоначалникот, секој во Коча не знаел што се случува. Инспекторатот каде? Секој во Коча не знаел што се случува. Не само на локално, и на знал што се централно, случува. и на централно ниво знаеле. И Мицкоски знаел што се случува. А тие таму се собирале, тоа било сега гнездо. вака по ова, ако зборуваме и амнестираме дека никој не треба за ваква трагедија да понесе одговорност, како ќе бараме одговорност за обичен граѓанин ако премине на црвено светло или Не, даде ја не реков жмигавец? дека никој. Ја реков дека Ја прашувам кој треба да понесе одговорност? освен собственикот, тие што имале директна одговорност за контрола и надзор врз бројот на влезени, врз користењето на пиротехника. Полицајците биле таму, они практично знаеле дека се користи пиротехника. Прво не биле ни прв пат таму. Било општо познато, тоа и не е прв пропуст. А за конкретната пиротехника е одговорна директно полицијата. И останува навистина под знак на доста мистериозно. Не чувме до крај објаснувања што навистина полицијата таа вечер работела таму и што се случувало, бидејќи очигледно имало повеќе полиција од што некој било очекуваше. Од она првично што рекла дека еден изгорел бил таму во контрола, тој не бил сам. Значи имало практично акција. Не го знаеме точниот придонес нивни за
за целата трагедија со оглед на тоа што ако интервенирале на време слично, со оглед на тоа што добар дел од децата што погинале се криеле во тоалетите од полицијата. И касно разбрале тие што биле во тоалетите, што се криеле од полицијата заради контрола, не ни знаеле дека има пожар и веќе било за нив доцна. Така што ја не викам дека никој не е одговорен, и дека се тоа е обичен несреќен случај, не е, и треба да има одговорност. И можеби треба да има и одговорност и за пропустите на овие за кои што зборуваме дека е проблематично, но не може да се восстанови јасна каузална врска според теориите на казненото право со оваа последица. Значи, градоначалникот пред 3 мандати или пред не знам таму 10-15 години не може да одговара за последицата после 15 години. Това дебата остана во јавноста, но обвинителството е тоа кое од собраните и обезбедените докази треба да го докаже ова што ние го говориме, за да им се стави на товар или на обвинетите. Денеска судиката која го води овој предмет рече: не можам да кажам дали за 5 месеци или за 5 години ќе заврши судскиот процес, можам да кажам дека ќе сведочиме на правда и на едно транспарентно судење. И навистина вчера и колешката Цаца, судиката во ова студио, исто така кажа дека поради обемноста на предметот, обемноста на бројот на обвинети во случајов, дека овој процес е под ризик да трае многу долго време. Па со оглед на тоа какво искуство имаме од некои други случаи, кои што се у суштина многу поедноставни, земете го Жан Митрев. Зошто Жан Митрев не е завршен? Зошто не е завршено Скопје 2014? Еден куп предмети траат со релативно едноставна, условно речено, приказка и теорија, траат со години. Прашањето е тука мотивот за одолговлекувањето на овие конкретни случаи. Овде имате уствари да се расчистат, ова не е еден предмет. Ова се 10-15, кој знае колку предмети, споени во еден, и тие таму ќе дремат, значи кои ќе расправат за градоначалникот пред 10 години, ќе дремат 30 луѓе, 30 адвокати, трошоци, 1 милион полицајци, времето ќе се проаѓа до застареност, додека се, не знам, читаат милион документи и слично. Ова нормална држава би требала да прави, која одлучува и за тоа како се води постапката, да има од искуствени и од научни пристапи, да има барем приближна слика според бројот на обвинети и бројот на сведоци, да има некој стандард колку еден нормален суд може да просечно да сослуша во текот на денот. Например, ако вкупно се предложени, таму точно се знае. Значи има листа. Кој сведоци ги предложил обвинетите, кој ги предложил одбраната. Таму често се претерува, не. Добро, и по комплексноста вие што насветувате? По принцип судот не одобрува. Судот е тој што водејќи сметка за тоа колку ќе биде судењето долго, бидејќи и долгото судење има проблем и за одбраната и за државата, од двете страни се несрекни од тоа, судот има можност да некои докази да ги ограничи во смисла, и тоа и го најавија, да не изведува непотребно докази по иста околност. Ако се тие, да речам, неспорни. Денеска судењата се принцип скапа работа и ние не за џабе одевме на тоа за добар дел од судските спорови, кај што има мање помалку или повеќе собрани докази, да се оди на споведување. Ја зборувате таа економска трошковна димензија, ја зборувам од аспект на онаа димензија каде што родителите барат и очекуваат и сакаат да дочекаат правдата за нивните деца од системот, нели? Таа димензија во тој контекст малку прашав и околу траењето на судењето. Знаете како со време се менува и концептот на жртва. Ние баравме правда за, не знам, за режимот на Груевски. На крај како заврши ги жалеа луѓето, заради тоа што ги влечкаа по судови Милејан Екиевски со години од судење на судење, најдоа некои што се условно речено жртвени јагниња.
и тие го обраа за целиот режим. Или не знам, Јанкуловска за Мерцедесот многу проблематичен предмет. Со време, јавноста почнува нив да ги жали затоа што ги гледа 200 години и ги маткат по судови, немат доволно докази, државата неспремна. Врно различно за кои предмети како се работи, ние знаеме со Палевски како беше случајот со Вања. Емоциите се со време се сеќавате дури тоа е најочигледно, не знам, кај авионските несреќи се сеќам кога паднал на авионот во Скопје и 3 месеци секој ден беше како зошто. После 6 месеци кога искочи извештајот, немаше ни простор по медиумите, нити некој го интересираше која била вистинската. Значи времето не дека е лек, ама времето работи во друга насока и се менуваат и интересите и страстите. Важно е времето овдека и за тоа е начинот на многу судење важно. и тајмингот. За тоа е многу важно во казненото право правдата да биде навремена и тоа во овој случај е жртвувано. Сакајки да се обезбеди као ние сме сериозна држава, сега на сите ќе ги гониме, ќе им плачеме мајка, го жртвуваат овој принцип дека спората правда е неправда и дека е подобро да се осудат главните виновници 5-10 колку се вистински, на кој што е на вистина и народот може и гледа морална, да речам, одговорност. Еве и вие сите зборат за тоа. Ај кажете вие спомнавте бараме правда, еве да ги прашаме што е за правда и со што мислат родителите, кои се одговорни. И го посочуваат нормално монструмот на одговорниот кој што е неспорен. Ама не се многу сигурни за градоначалниците, например. Или не знам за министрите. А оној министрот за економија цело време го водат како некој терорист, стално го гледаме со полициска пратња. Професоре, мора да завршуваме. На крај сме, ја спомнавте политичката одговорност. Веќе се најавени 2 иницијативи во собрани анкетни комисии за надзор за целава ситуација со Кочани. Една по иницијатива на опозицијската СДСМ прифатена, се очекува до крајот на месецов, а тоа е веќе следната година да заседава. Едната комисија е актуелната тековна анкетна комисија од Левица, што е од првиот човек на Левица што е водена. На двете на дневен ред треба да биде пожарот за Кочани. Сега од друга страна ние ги имаме ВМРО ДПМН со едно легитимно барање кај што велат условуваме да анкетни комисии, но и за случаи со модуларна болница, со ласкарци, што се случија со браќајните несреќи. Колку ќе биде важно да видиме и политичката одговорност, не ја видовме до сега, можеби нема ни да ја видиме во периодот што следува. Па еве ке ВМРО се препознава таа идеја со ширење на приказната, уствари да не се заврши работа. Че ние они ќе се мака ќе намачат и прашање е колку се способни и колку на располагање имаат можности и алатки да дојдат до некоја вистина пратениците преку анкетна комисија за еден ваков тежок предмет. И сега вие ако ги нагрбачите уште за овие другите, тоа што ќе искочи, тоа ќе биде губење време, ќе бидат бескрајни препукувања. А на иста оваа линија, исто како што овој спор место да обвини 10 луѓе, обвинува, не знам, 30-50, не знам колку искочат полицајци доправа. Да. Одговорни. Ќе биде ли ова тест за демократијата, тест за капацитетот на судството, тест за капацитетот и објективноста на владата која се крсти ете во еден нов пристап дека нема селективност и дека секој треба да одговара пред правдата? Овој случај зборувам овој процес. Овој случај е во суштина, во добар дел политички монтиран, заради овие потреби што ги кажав да се прикрие политичката одговорност и се оди на сила со обвинување на луѓе за кои што не постои кривично правен основ да им се докаже поврзаност со последицата. И очигледно има извршено влијание врз обвинителот. Го искористија за таа потреба и сеќа го фрлат во канта за ѓубре. Притисоците врз судот гледаме дека се големи, за прв пат некоја се осмелија
да одговорат. Ја не знам на што ќе се заврти оваа крстоносната војна на ВМРО против судството. Ја те оди на ниски гранки, кај луѓето да добијат поени, дека судството бара пари само за плати. А ние не кажува дека обвинителството, за да биде ефикасно, дека бара плати за стручни соработници, дека бара плати 10 години се незавршени концептот на истражни центри. Дека немаат пари, не знам, за возила, за компјутери. Туку одма за плати да мека, се ставаат пари од џипче. Да. Така што тоа се, како да ви кажам, една политичка борба неодговорна за луѓе кои што би требало да се државотворци, како да видим. Мора да завршиме овде она што е јасно и мислам известно дека ни следува турбулентен период во правосудството, барем такви се најавите од владата, ќе видиме, ќе имаме поводи многу за дебата во овој сегмент. Важни ќе бидат тие реформи, но еве денеска поводот беше за судскиот процес. Ви благодарам, Гордан Калајџиев, универзитетски професор. Ви благодарам. Почитувани, овде завршува овој информативен појас. Од мене пријатно.